Добре, криптоентузијасти, со енормно одложување, конечно дојде ред да го обработиме овој коин. Не е намерно, знаете и сами, премногу обврски имам, затоа и практично веќе 2-3 недели на некој начин не сме обработиле ниту еден коин, но овој е од оваа листа. Значи, знаете и сами, на нашиот канал често се случува да објавиме така речено прашање за вие да оберете, да ни дадете предлози за коини и токени, од кои што ние избираме 4, кои што мислиме дека имаат најголем потенцијал, и потоа ги обработуваме еден по еден. Најчесто тоа го правиме, нели, по еден токен во недела најчесто, но некогаш правиме и алткоин недела, во која што, да речеме, една недела обработуваме само токени, затоа што знаете и сами на нашиот канал има доста различни содржини, каде што ова е дел од нашата работа и како што кажав, како го правиме тоа, објавуваме, вие барате, тоа што ставате предлози најчесто на Facebook во пост, а од тие предлози ние бираме 4 токени. Ова беше последниот блок кој што го работевме, каде што HoloHot е последниот токен, а ова се следните 4 коини кои што ќе ги работиме, исто така веќе изгласани од вас, значи ова беше последниот пат кога дававме предлог, значи од сите оние кои што беа дадени како предлог, овие 4 ги избравме, со тоа што ова ќе биде редоследот од сега па натаму после ова видео за Holochain, Harmony One, Ondo Finance Ondo, MetaHero, Hero и Nervous Network CKB. Значи, со ова завршуваме од овој последен блок. Сега, сите видеа до сега, затоа што ние имаме направено многу видеа за анализа на коини и токени, ова е нашиот канал на YouTube, значи токолку скролнете надолу и ги разгледате овие различни плейлисти, имаме најразличен тип на материјал, каде што имаме едукација, значи ова се едукативните материјали кои што веќе се стигнати до 115 видео, значи се околу техничка и фундаментална анализа на криптопазари во однос на финансии и економија, дневни анализи и вести за криптопроекти, ова е секојдневната работа на каналот, каде што имаме многу најразлични вести, економски и геополитички теми и нормално анализа на коини токени, тоа е плейлистата која што денес ја работиме. Веќе имаме направено 76, мислам, сега ќе видиме точно. Значи, иако некој од ова се техничка анализа, 79, неколку од овие видеа се техничка анализа и, да речем, техничка анализа на алткоини, но околу 70 и некој проект веќе ги имаме обработено, со тоа што почнавме од најголемите по маркет кап, сега веќе почнуваме да ги обработуваме помалите како се движиме во бул маркетот, со цел да го намалиме ризикот за оние кои што ги гледаат овие видеа. Значи, веќе 70 и неколку токени имаме и коини обработено. Влезете на оваа плейлиста доколку имате некој коин или токен кој што сакате да го погледнете. Голема веројатност дека најголемите веќе ги имаме обработено, така да прво погледнете овдека пред да барате од нас нешто да биде обработено, затоа што многу од овие коини веќе ги имаме опфатено на нашата плейлиста. Значи, идејата е да направиме датабаза на веќе постоечки проекти со цел македонците низ целиот свет прво на македонски јазик да може да се запознаат со овие проекти и да одлучат дали би сакале да инвестираат во нив или не. Нормално. Сега, како го правиме тоа? Значи го правиме преку посебна листа на 6 прашања, значи тоа се 6 групи на прашања кои што ги одговараме за секој од овие коини и токени, со цел да објасниме се што треба да знаете за овој проект. Така да гледаме да ги покриеме најосновните работи, нормално секој од вас доколку сака да ги земе овие проекти во предвид за дополнително инвестирање, е паметно да ја надгради ова да речем истражување со цел нели да добие дополнителни информации доколку мислите дека треба да инвестирате во овој проект. Уште еднаш ние ви кажуваме отворено дали планираме, дали сме инвестирале во овие проекти, затоа што тоа е поентата на крајот од денот. Ја сакам од личен аспект да ви кажам што мислам за овие проекти во однос на нели истражувањето кое што ќе го правиме. Така да на крајот секој од вас нормално секако треба да одлучи сам дали или не потенцијално би инвестирал во овие коини и токени. Ние само правиме основна анализа. Сега, за почеток, значи, со одговарањето на овие прашања, како што кажавме, нема да ги одговараме поред, ги одговараме како ќе ни дојде, затоа што секој од овие проекти е различен. Значи, ги одговараме сите до крајот на ова видео. Идејата е да добиете основни познавања од овој проект. Сега, апликација и практична примера на овој коин, значи овдека треба да одговориме дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи, што е основната цел на Holochain? Значи, Holochain практично се обидува да направи дистрибуиран хостинг систем. Значи, во основа Holochain како апликација, како да речем софтвер е хостинг систем. Така, нешто слично на централизираните хостинг системи кои што ги имаме, без разлика дали е тоа Amazon или нели еден куп кој што денеска постојат, Google и така натаму. Идејата е разликата помеѓу Holochain и централизираните е тоа што Holochain се обидува да го направи децентрализирано. Односно, контролата над
во оваа ситуација апликацијата која што имате во HoloChain екосистемот, вие имате целосна директна контрола и вие комуницирате со сите останати апликации и вашите клиенти peer-to-peer. За разлика од тоа, доколку вие имате апликација на Amazon Hosting или Google или така натаму Cloud Hosting, они се тие кои што ја имаат целосната контрола над вашата апликација, а не вие. Овдека е сосем обратно. Овдека вие имате се под ваша контрола. Ќе објаснам малку повеќе за тоа, но само за почеток која е идејата. Значи HoloChain се обидува да даде на било кој што сака нели во Web3 да изгради своја апликација на интернет, да има целосна контрола врз истата и да може врз основа на ваквата контрола да на некој начин ги диктира правилата на својата апликација нормално. Сега, дали постојат апликации од постојат нормално, како што веќе кажеме, сите овие хостинг системи, хостинг сервиси се уствари конкуренција на HoloChain, со тоа што пак ќе напоменам, HoloChain ви нуди децентрализација. Ви нуди вие да бидете одговорни на вашиот проект, на вашата апликација, за разлика од овие централизирани системи. Тоа е едината, значи тоа е едината на Web3 и сите овие централизирани системи верувам дека постепено ќе изумрат. Нормално, останува да видиме, но сето тоа по ред. Барем така изгледа сега за сега, верувам дека има голема веројатност тоа да се случи. Сега, за почеток би сакал на кратко да спомнам околу тип на блокчейн, затоа што HoloChain самиот по себе е ERC20 токен. Значи истиот не е коин, нема свој блокчейн инфраструктура, туку го користи Ethereum. Значи он е токен на Ethereum блокчейн. Затоа и многу пократки се видеата кога станува збор за токени, доколку нема нешто посебно кај нив нормално, затоа што истите не мораме да објаснуваме ништо околу матичниот блокчейн. Матичниот блокчейн и понатаму останува Ethereum, значи HoloChain е само токен на овој екосистем. Така да тоа ги правиме видеа доста пократки да бидеме реални. Сега, значи ERC20 инфраструктурата, истиот е токен на Ethereum блокчейнот. Дополнително нешто што би требало да спомнеме е дека истиот овдека околу токеномијата малку би сакал да се навратам за овој коин. Значи истиот има направено свој ICO, Initial Coin Offering, уште во 2018 година. Значи дека станува збор за доста долго време од како постои овој проект, ова е веќе 6-та година како постои. Така да интересната работа во целото ова што треба да го спомнеме е дека погледнете овдека. Вкупната количина на токени уште тогаш била продадена. Значи сега ако видиме 177 милиарди и 619 милиони токени, погледнете. Значи на официјалната страна на CoinGecko, погледнете. 117 милиарди 619 милиони. И тие се вкупна количина на токени во циркулација. Тоа е многу добро. Значи дека vesting schedule нема, значи дека нема дамп, нема нови на инвеститори, токени, нема ништо од тоа. Значи погледнете, Holo нема ништо, Hot нема ништо. Значи дека ово е коин кој што е веќе целосно пуштен на пазарот. Нешто ако мене прашувате што е многу добро, затоа што знаете и сами има примери како што се на пример Arbitrum и Optimism, кои што се доста нови, чии што само 10 до 20% од токените се пуштени во оптек. Така, значи дека имате уште 70-80% токени кои што допрва ќе влезат на пазарот и ќе направат инфлација, односно ќе намалат цената на самиот токен. Така да ова е многу позитивно за ваквиот проект. Мене ако ме прашувате е одлично, но нели ќе продолжиме понатаму, има доста работи кои што треба да се зборуваат, така да ова беше само во основа да го кажеме овој дел кој што е најдобар затоа што за почетокот мораме да го спомнеме самиот ICO. Сега, во однос на како функционира. Значи овдека би сакал малку да се навратам на тоа како функционира HoloChain, затоа што е многу едноставно да кажете децентрализирано, а треба тоа многу јасно да го објасните за вашата публика. Сега во оваа ситуација, значи јас ќе го објаснам тоа во најпрости можни на најпрост можен начин, затоа што и јас целосно не го разбирам. Значи, прво, овие три основни работи го прават HoloChain да биде целосно различен од централизираните хостинг, да речем, сервери, така. Значи, вие практично, за разлика од централизираните хостинг сервери, кај што вие практично сте прикачени и користите меморијата на самиот сервер и оние поседуваат целосната ваша апликација, во оваа ситуација вие имате копија од апликацијата на вашиот компјутер. Значи дека се што се случува моментално на апликацијата која што ја градите на HoloChain се наоѓа во ваша меморија. Не се наоѓа на cloud сервис на Google, не се наоѓа на cloud сервис на Amazon, се наоѓа на ваша меморија. Така да вие определувате меморија на вашиот компјутер каде што градите веб страна или апликација или што и да е, на која што директно имате прво ја поседувате меморијата, значи софтверот кој што вие го работите е директно кај вас, значи не го работите на клауд, а од друга страна, значи истиот е сега ова интересниот дел.
секоја апликација, луѓето кои што ја креираат, девелоперите, си ја имаат на собствениот хардвер, така, во оваа ситуација. Но, мораат да ги почитуваат правилата на заедницата, се разбираме. Значи, сите апликации на Holochain, како да речеме екосистем, мораат да ги почитуваат взаемните правила. Со тоа што, помеѓу себе се проверуваат сите овие апликации дали се испочитувани правилата. Како функционира? Значи, ова е практично тоа, на некој начин овдека многу полесно е тоа објаснето. Значи, кога станува збор за клиент сервер, апликациите на сите овие луѓе, без разлика за што станува збор, дали е апликација, дали е некоја веб страна, дали е некоја применета апликација како не знам онлайн банкомат или што и да е, сето тоа се наоѓа на самиот сервер. Значи вие имате пристап, но и не го поседувате директно, се разбираме. Кога станува збор за блокчейн, софтверот сам по себе се наоѓа на самата блокчейн инфраструктура, без разлика дали е proof of work, proof of stake, значи дали се наоѓа на нодовите или се наоѓа на машините кои што прават майнинг, се наоѓа на самиот блокчейн. Додека кај Holochain, целиот софтвер се наоѓа на вашиот хардвер. Целата програма, апликација што и да е, се наоѓа на вашиот хардвер. Сега, ова е малку посложено од тоа што нели толку едноставно овдека се објаснува, значи овдека е многу добро на некој начин објаснето. Значи има 10 чекори преку кои што оприлика се објаснува како функционира. Односно, секој апликант во оваа ситуација го земале Боб како пример, само да вака би било подобро, за да може да го објасниме. Не, ова е најдобар. Вака. Значи, кога правите своја апликација, вие практично добивате така наречено DNA. Значи DNA е уствари копија од апликацијата која што сите други учесници во Holochain ја имаат. И добивате своја книга, свој source chain на која што вие практично ги запишувате сите ваши трансакции, правила и така натаму. Во вториот дел, практично откако ќе го добиете ова и ќе почнете нели да ги пишувате вашите прво трансакции, нормално најбитно приватниот клуч, значи вие сте единствениот кој што го поседува приватниот клуч до вашата апликација. Значи имате целосна контрола. Ова е доста централизирано кога станува збор за апликација, но доста децентрализирано кога станува збор за целиот екосистем, затоа што сите помеѓу себе се практично проверуваат, така. Сега, третиот дел вели постои така наречено membrane proof. Значи ова е доколку на вашата апликација вие сакате да ставите user и пасворд, така, или пак сакате да ставите некако посебен тип на код со кој што им дозволувате на некој аксес, а на некој не. Можеби треба на пример да прими имејл со посебен линк за да влезе. Идејата е дека самиот Holochain ви дозволува security layer кога станува збор за вашите клиенти да влезат на апликацијата. Исто така целосно вие го контролирате. Додека, ова беше четвртиот дел практично, optional membrane proof. Тоа е уствари делот каде што вие заштитувате вашата апликација доколку не сакате да биде целосно јавна и доколку сакате само одреден број на клиенти да влегуваат. Кога станува збор за петиот дел, значи ова е каде што вие го користите вашиот јавен клуч. Значи тоа е во ваша собственост и го користите со цел нели да дадете пристап на оваа апликација до следниот дел, што уствари представува peer-to-peer мрежа. Значи, разликата во тоа што кога станува збор за централизирани апликации како во оваа ситуација, вие немате peer-to-peer, вие сето тоа го праќате на самиот хост на серверот, а потоа он го праќа каде треба да стигне. Кога станува збор за блокчейн, е peer-to-peer, но истата е директно контролирана од блокчейнот. Значи дека вие треба вашата апликација да тоест вашата трансакција да ја пратите на блокчейнот, а истиот да ја прати каде што треба да стигне. Така, за разлика од тоа овдека вие го поседувате вашиот блокчейн. Се разбираме? Значи вие го поседувате делот од блокчейнот кој што е ваш. И со ваш клуч вие одобрувате оваа трансакција да влезе во peer-to-peer мрежата до вашите клиенти или до другите апликации. И сега овдека е делот каде што практично помеѓу себе, значи без разлика сега каков тип на трансакција станува збор, дали е тоа капитал, дали е информација, дали е нешто друго, помеѓу себе копии од сите овие леџери практично се чуваат во овој DHT shard, кој што сите го гледаат и сите имаат пристап. Практично секој од овие учесници има копија од вашиот мини леџер, така речено, и на тој начин може да се проверуваат едни со други. Сега ова е многу покомплицирано тоа што јас го објаснив, но само во основа да разберете како функционира е малку поинаку за разлика од стандарден блокчейн, односно вие практично поседувате дел од блокчейнот кој што вие директно нели го контролирате. А на крајот секој помеѓу себе, така речено, гледаат дали нели сте направиле нешто лошо или пак сите трансакции се валидни, доколку сте направиле. Идејата на Holochain е дека практично другите учесници, доколку утврдат дека сте направиле нешто негативно на мрежата, ќе ве отстранат од мрежата. Така функционира како што на пример слешинг на блокчейн, на Holochain е мнозинството одлучува нели дали некој треба да биде изваден од мрежата.
Сега, каков тип на апликации и кој се може овдека да учествува? Значи, само да видам, ово што го објаснуваме е практично уште овој дел, што уствари истата апликација представува. Значи, овде имаме неколку, да речам, различни категории на апликации кои што можат да бидат овдека, така речено, инсталирани и користени. Значи, не се ова само јавни веб страни, тука погледнете. Значи, local marketplace, значи, вие може да имате цел marketplace, така, не знам, AliExpress или што и да е, Amazon, некој мини Amazon, така. Device coordination, значи ова е практично приватна мрежа во која што вие на некој начин координирате некоја мини мрежа на различни компјутери. Mini grid balancing слично, значи ова е mini grid сега дали е мрежа на компјутери, дали е мрежа на не знам електрани, сето тоа може да го направите преку оваа мрежа затоа што е peer to peer, имате директна контрола. Network storage management, значи ако сакате онлайн storage да координирате, може исто така преку Holochain, валути, in-game валути, community кредит, репутација, значи гледате, ова се практично било каков тип на внатрешни валути. Се разбираме, што е на пример имате игра во која што валутата ви се на некој начин економскиот систем, валутата на оваа игра се координира преку Holochain, се разбираме. Значи вие користите Holochain како peer-to-peer децентрализирана мрежа за да го контролирате ова како валута, се разбираме. И сега ова е само за одредена апликација, значи ова не е на пример сега дека вие може да го изнесете надвор и да го однесете на друг блокчейн. Туку ова е на вашата апликација која што моментално се наоѓа на Holochain и нормално на Ethereum блокчейн. Social impact, значи овдека гледате, сега има карбон кредити, на пример овдека можете mobile banking, добро, сега овде гледате, има доста различни ствари кои што може да ги користите, local economies, current goods sharing, time banks, значи гледате, овдека практично е на некој начин за затворени апликации, така. Значи time banks и current goods sharing, ова е практично кога би требало, current goods sharing вие како Bolt или Uber, така. Значи тоа е посебна апликација со која што вие на Holochain го користите како затворен екосистем, да ја инсталирате оваа апликација која што директно ја контролирате, а е поврзана со клиенти. Без разлика дали во оваа ситуација на пример возачи кои што возат за вас како такси компанија или такво нешто. Така да ова е на некој начин за, гледате, применета вредност. Значи ако нешто имате кое што треба да функционира на интернет, а да биде peer to peer конектирано помеѓу сите овие учесници и вие да имате директна контрола. Сега, интересна работа овде која што треба да спомнеме е дека истиот моментално има и ова е како му го поземувате на некој начин вашиот computing power. Но не можете тоа да го направите со било што. Значи, ако сакате вие на некој начин да добиете холо, значи ова не е майнинг, туку ова е практично добивате холо токени затоа што вие за да може да правите хостинг, значи да имате апликација на Holochain, вие практично треба да имате холо токени, hot токени со кои што плакате, така. Со тоа што вие плакате на кого? Плакате на, значи за разлика од блокчейните каде што имаат нодови или пак имаат proof of work майнери, овдека има посебен тип на Unity кои што се нарекуваат, само да покажеме како изгледаат, Holoport. Значи Holoport е така речено компјутер. Значи тоа е матична плоча со процесори која што вие практично ја уклучувате и ја поврзувате на самиот Holochain, од кој што вие практично кога ја поземувате оваа компјутерачка моќ за да може оваа мрежа да функционира, вие добивате hot токен. Се разбираме? Значи, тоа е идејата како функционира, овој линк јас ќе го оставам нормално во дескрипција, доколку некој од вас би сакал вакво нешто да направи, практично треба да го купите овој юнит и да го прикачите, нормално овде ќе има соодветни информации како тоа се прави, за практично да ја поземувате оваа компјутерска моќ назад до Holochain, зашто добивате hot токени од сите оние кои што учествуваат и нели ја користат Holochain како мрежа, така. Така функционира, значи тоа е идејата за тоа како ја функционира компјутерачката моќ на самиот на Holochain. Сега нешто повеќе околу вести. За жал, значи јас успеав да најдам само една вест, чисто само да го најдеме овој дел. Значи погледнете. За жал успеав да најдам само една вест, значи поминав преку се, Holo. Значи Holo како hot токен. Значи нема ниту hot, гледате, последната е пред 3 години, нема ниту Rising, што ова е агрегатор за вести, значи нема ништо, се разбираме. И поголемиот дел од вестите кои што успеав да ги најдам се буквално предикција на цена. Дали Holochain ќе се врати, значи тоа не е вест, така. Ова е единствената вест која што успеав да најдам. И ова партнерство, според тоа што успеав да разберам, затоа што поголемиот дел од оваа, да речем, публикација е буквално објаснување како функционира Holochain. Значи идејата е овие Rain Lang ќе помогнат за така речено пренесување на веб апликации во Web 3. Значи идејата е
во овој тип на блокчейни да се донесат што повеќе апликации од Web 2 на Web 3, каде што наместо да зависат од централизирани сервери, ќе имаат целоса контрола врз сопствениот софтвер. Така да ваков тип на, да речем повторно, ова е компанија која што помага за да придонесе што повеќе апликации да мигрираат на Web 3, односно на централизирано ниво. Сега, малку е загрижувачки тоа што и веќе откако е почнал самиот bull market, за Holochain нема вести. Значи тоа е една негативна работа, веднаш ќе ви кажам, затоа што ако нешто има позитивно, верувајте ми, овие проекти тоа го прават и го објавуваат баш на почетокот на bull market за да имаат масивен ефект. Сега за сега, освен ова некое мало, да речем, партнерство, јас не успеав да најдам нешто позитивно, многу позитивно кое што можам да го споделам со вас, за жал. Така да околу вести тоа е доста негативна работа. Не гледам ништо посебно што би можел да кажам, еве на гледајте, значи се случува. Дури еве на Google, значи барав, вртев 3-4 страни наназад, сите вести кои што успеав да ги најдам се буквално тоа. Моментално оваа вест која што е партнерство и предикции. Дали ќе скокне, дали ќе се врати, кои се овие 5 токени кои што знаете, глупави вести. Сега, во однос на самиот токеномијата, нели, на овој блокчейн, значи е доста добра. Зошто го велам тоа? Станува збор за доста мал проект. Значи овде ќе имаме 441 милион. Значи ова е микрокап. Така, ако се сеќавате според поделбите кои што веќе многу пати сме ги спомнале, значи до 1 милиарда е микрокап. И во оваа ситуација, значи на некој начин овие мали, тоест мини кап да речеме. Значи мали проекти на вистина имаат голем потенцијал, но се доста несигурни затоа што имаат и мал маркет кап. И сега ако ова ќе го поврземе со, уште јас ќе напоменам, претходната ситуација дека нема никакви вести за него, тоа е доста проблематично, значи тоа е доста страшно. Сега значи имал свој успешен bull market во 2018-17, тоа е моментот кога истиот нели испаја на пазарот, така да овој bull market го промашил, како и многу други проекти, најчесто испајаат на крајот, но во 2021 година истиот достигнал солидна цена, затоа ќе поразговарам малку во техничката анализа, само момент. Значи технички гледано, овој коин, да видиме каде се наоѓа. Значи сега за жал немам многу долг чарт овдека од 2021 година, оно кој што успеав да го најдам на Binance, затоа што истиот не бил доста популарен. Идејата е ова е врвот кој што успеав да го достигне, а тоа е негде околу 16 центи, ако не можам да видам. Значи дека од овде каде што моментално се наоѓа, а тоа е на 2 пени, значи имаме голем потенцијал за раст. Еве да погледнеме како тоа би изгледало до претходниот all-time high. Значи погледнете, тоа се 580%. Значи тоа е скоро 6x од овој момент, така. Значи ова е само до претходниот all-time high, а претходниот all-time high само да видиме на колку е market cap ме интересира. Значи market cap од 5 милиарди, така. Значи 5 милиарди од 400 милиона моментално, имаме голема разлика и голем простор за движење нагоре. Сега во однос на самата техничка анализа на месечно ниво прво можеме да видиме дека се наоѓа во овој паѓачки канал. Значи не заборавајте дека го немаме претходниот дел чартот, затоа што овој сега е така речено ставен на Binance, да речем пред неколку години, затоа што бил премногу мало очигледно, и гледаме дека се движи во овој паѓачки канал. Кршењето на овој канал нагоре ќе значи и почеток на bull маркетот за овој коин, затоа што погледнете, сами значи се уште сиви се линиите на Market Cypher, се уште не сме успеале да го свртиме на некој начин овој дел од индикаторите нагоре, кога ќе станат бели. Тоа е почетокот на bull маркетот, веќе сме го виделе кои никако, нели, оние кои се малку понапред, Solana, Injective Protocol и така натаму, и Chainlink, да речем, Avalanche, но гледаме дека е доста ниско. Значи погледнете, RSI се наоѓа на 43. Значи имаме голем простор за движење нагоре, на месечно ниво него ни гледате сток RSI, значи RSI се наоѓа на 43, не е стигнат ниту до половина. Овде ќе имаме, да речем, навидум треба да имаме корекција надолу, но овде како трне целиот пазар нагоре, ќе имаме пробив и јас верувам дека ќе имаме солидно придвижување нагоре на овој чарт. Сега дополнително овдека што би можеле да кажеме, значи од FIB левелот при овој обид за кршење на каналот нагоре, гледаме дека сме успеале да се вратиме до 61,8, тоа е golden ratio, и 78,6, ова измеѓу моментално се наоѓа цената, но битниот дел кој што треба да забележиме на неделно ниво, ние веќе сме почнале во бул, така. Значи, ево, за цело време на bear market ние сме биле во сиви линии, тоа е средните линии на Market Cypher, сега моментално се наоѓаме во бул движење, каде што Market Cypher линиите се бели и сега правиме повторен ритест на истите, кои што најчесто ни претставува поддршка за време на цел бул маркет. Верувам дека корекцијата горе-доле е завршена, значи не се само средните вредности на Market Cypher, туку и bull market support бендот е моментално, каде
исто се наоѓаме со цената и под нас се наоѓа 100 неделната средна вредност. Така да има доста поддршки кои што се наоѓаат моментално овдека за цената на ход и исто така погледнете. RSI е на 50, стока RSI е на 9, а MACD само што не направил корекција нагоре повторно, значи овдека веќе почнува да се движи нагоре и овој како и сите останати коини, така да не се очекува истиот да продолжи да се движи нагоре. Значи уште еднаш од ова придвижување кое што моментално го гледаме, туку кога поставиме обратно FIB проекцијата, погледнете, значи вака изгледа, тоа што овдека е крајниот дел од оваа корекција кој што сме го постигнале. Значи погледнете, метите се буквално над ова месечно ниво кое што го имаме од оваа Dead Cat Bounce корекција, негде околу 64 пени ќе дојде од моменталните 25. Значи тоа е негде 2x, 3x практично оприлика. Измеѓу 2 и 3x да речеме. Значи тоа е што очекуваме во краток план после кршењето на овој канал. Тоа е во однос на техничка анализа, сега во однос на девелопери, значи овдека можеме да видиме дека има 21 full time девелопери и 50 значи monthly active девелопери, тоа што максимално има 78. Значи дека не е некој голем пат реално ако мене ја прашувате, уште од 2018 година, истиот значи се одржува негде околу, гледате, во масивен бул се 80, а во bear гледаме дека е негде околу 20 до нешто така. Значи не знам, за ваков тип на апликација и не гледам причина зашто би имале многу девелопери, уште еднаш ќе кажам, ако имате full блокчейн, нормално повеќе девелопери ви се потребни, но кога веќе вашиот проект е апликација на Ethereum, не се ни потребни толку многу девелопери, така да ова не ми смета воопште, не е толку страшно. И во однос на децентрализација, она што треба да го спомнеме е дека истиот има солидна децентрализација со исклучок на првите 2-3 новчаници. Значи, добро, ова се на Binance, така да ова не е страшно, да се разбереме, значи чим Binance поседува 13-11, не е страшно воопште, но од третиот, четвртиот и петиот 6, 5 и 3,5 да речеме прилика, е малку проблематично, мада и ова не е толку страшно ако мене прашувате, зашто погледнете. Значи, најстото се случува во топ 10 да имаме и по 90% од скупната количина на токените, овдека имаме само 47, така да ова не е страшно, и топ 100 65. Но тоа е затоа што овој блокчейн е доста постар, за разлика од останатите, и истиот уште веднаш ги дал сите токени во употреба, така да оние кои што сакале да продадат, одамна продале. Сега веќе имаме на некој начин доста добра распределба, значи токеномијата е доста добра на овој проект. Да бидеме реални, затоа што децентрализацијата е доста солидна. Сега, верувам дека наскоро кога ќе правиме анализа на овие коини и токени, ќе обрнуваме внимание на новчаниците, затоа што ако се сеќавате, значи со новите правила во Мурика, за да може да бидете легален во Мурика и да не бидете хартија од вредност и да бидете под контрола на CFTC, треба да немате ниту еден новчаник кој што е повеќе од 20% и во оваа ситуација тоа е проблем. Затоа што заедно Binance поседува негде околу 25% од количината на овој токен, што значи дека Binance има голема улога во одлучувањето на овој токен и оваа апликација. Така да верувам дека ова ќе мора да се промени за истите да може да бидат рачунати како ресурс, а не хартија од вредност. Верувам дека тоа ќе биде многу битно наскоро. Значи за тоа веќе разговаравме во регулативата во Мурика кога разговаравме о последните вести. Понатаму можеби ќе направиме малку подетално видео. Тоа е оприлика се за овој коин, да видам дали сме поминали, значи објаснивме околу апликацијата. Roadmap за жал не успеав да видам, значи тоа се вестите. Вести и roadmap нема ништо посебно реално, значи не можев да најдем за да можам да споделам нешто со вас. Техничка анализа направивме, партнерство, тоа е едно партнерство кој што успеав да го најдем, значи навистина нема ништо, се вестио пред 3 години, што воопште не се релевантни, ја не можам да ви споделувам вести од 3 години е, нели, глупаво, така. Значи не се поврзани со кривични судски случаи, тоа е исто така добро. Тип на блокчейн објаснивме, залиха, тимот, значи на некој начин, ако ви го представам оваа апликација, не е толку многу битно. Битно е дека за сега нема некои големи вести негативни, кои што ви покажале, например, дека тимот избегал со пари или има некои тужби меѓу себе, така да и тоа е доста добро. Активни девелопери поминавме и децентрализација поминавме. Реално јас не би го купил овој коин, значи знаете, сами секогаш ви давам на крајот од се тоа ви давам мое искрено мислење. Јас овој коин не би го купил затоа што првенствено, значи гледам да купам коини кои што се активни, кои што имаат вести, кои што имаат нови партнерства, кои што се значи едноставно се во видното поле на моменталната публика, на моменталните инвеститори. Така да во оваа ситуација навистина не гледам некоја посебна причина да го купам овој коин, иако ми се допаѓа, навистина е интересен, значи ваков тип на блокчейн може многу да помогне во превод на апликација од Web2 во Web3.
но повторно на крајот од денот пак ќе кажам, значи не гледам некоја посебна причина зашто би го имал, да мале, понатаму ако имам некоја мала локација и сакам да ја ставам негде, може да се случи да ја ставам и на Holochain ако видиме некои интересни вести, но за сега не гледам причина зашто би ставил во оваа апликација, да речем во оваа апликација на Ethereum екосистемот, така да тоа е моето мислење. Значи имам многу побитни проекти кои што верувам дека ќе имаат многу подобра иднина, иако тоа не значи дека овој проект нема да има добра иднина. Секогаш кога давам мое мислење, не значи дека вие треба 100% да го слушате и да го испочитувате. Секој од вас ќе најде други проекти кои што можеби јас се уште не сум имал ни време да ги погледнам, а ќе бидат многу профитабилни. Не значи дека вие треба да окупирате моето портфолио. Секој се одлучува за сопствените портфолија. Така да бидете одговорни кон самите себе си и правете го тоа што мислите дека е најдобро за вас, без разлика кое е моето мислење. Следни коини кои што треба да ги работиме се овие, имајте го тоа во предвид. Тоа е следното нешто што ќе го работиме на нашиот канал. Значи уште една шева главната причина поради која што не може да направам вчера видео, мислам техничар ми беше мртов уморен. Не знам дали ме разбирате, ама не можам да работам без техничар. Знаете како функционира тоа. Сега, волна се вашите гласови, а имаше 223 гласови, значи навистина луѓето се интересирани. Мислам дека сме единствениот канал кој што работи вака транспарентно и нели работи во однос тоа што вие сакате да гледате. Значи ќе правиме прво за во текот до дрешниот дел трет дел од апдейт на портфолио, знам дека многу од вас очекате. Останатите 5 или 6 токени кои што моментално ги имаме во некоја 2 до 5 или нешто помалку проценти алокација. Потоа altcoin вести, па техничка анализа и вести економија биткоин, како се движиме во оваа недела. Веќе е договорено со Криптофил. Значи ќе направиме во сабота вечер подкаст кој што ќе го гледате во недела, така да ова ќе биде нешто интересно. Ќе разговараме за да добиете и второ мислење на пазар на самиот канал, значи тоа е идејата на овие видеа, затоа и одамна ми фали партнер, за жал Никола нема веќе време. Но еве, Криптофил, да се надеваме дека се тоа ќе биде добро. Јас, нели, сакам да комуницирам со вакви луѓе, има доста да се научи, така да нашата конверзација можеби ќе на некој начин ми биде интересна да ја слушнете. Значи, како што веќе разговаравме, ќе бидат темите од типот на крипто председател, без разлика дали е тоа Мурика, Ел Салвадор и така натаму. Ќе разговараме за Ethereum Spot ETF и што истиот значи и Crypto Yield Farming, значи тоа е специјалноста на Криптофил, за која што нормално ќе разговараме во текот на саботната вечер, а вие ќе го погледнете во недела како специјално видео. Да, не се секирете, знам дека има доста, значи Емануел е во право, имаме многу битни работи кои што чуваат на геополитичката сцена, но за тоа потоа, значи премногу материјали има, мораме да дојдеме до ред и до тоа, значи наредната недела ќе дадеме шанса доколку сакате да направиме геополитика видео. Сега во меѓувреме, значи сите оние кои што нови на каналот, би ве замолил да го погледнете ова видео. Тоа е на врвот на самиот канал кој што ќе ви даде инструкции што и како да следите на нашиот канал, со цел да ви биде полесно да се снајдете на истиот. Знам дека е многу, значи моментално скоро за 18 видеа, значи тоа за неколку дена ќе стигнеме до 1000 видеа на каналот, значи тоа е доста битна бројка за мене ако мене ме прашувате и верувам дека е доста збунувачки кога треба да следите толку голема материја. Ова видео ќе ви помогне да може да ги најдете сите да речем соодветни да речем публикации кои што ви се битни. Како и секогаш работиме со 0 евра за секој македонец. Идејата на крајот од денот е да споделиме што повеќе едукација за македонците на целиот свет на македонски мајчин јазик. Така да помогнете ни, се што бараме од вас се доколку ви се допаѓа ова што го работиме на каналот, да го споделиме на што повеќе македонци и да направиме што повеќе македонци да имаат бенефит од следниот bull market. Така да стигнеме до 3000 сабскрајбери, мене ми е тоа многу мило, не заради тоа што се 3000, затоа што се 3000 македонци. Значи, и да беа 300.000 американци немаше да ми бидат мили како овие 3000 македонци, така да помогнете ни да стигнеме до што повеќе македонци, со цел да помогнеме истите да стигнат до што повеќе профит и да не бидат стрижени како овци од некакви си Тесли и Мерцедеси во Македонија. Под секое видео имате дескрипција за тоа што зборуваме во самото видео, како и значи нашите социјални мрежи. Заследете ги затоа што има многу материјал кој што го споделуваме на овие социјални мрежи кој што не може да го најдете на нашите видеа, затоа што не можеме постојано да правиме видеа, нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, како и блокчейн адресите и апликацијата Купи ми кафе, чии што се ставени да речем како нели начин за кој што ако сакате да ни донирате нешто, уште еднаш ќе напоменам, значи ние никогаш не бараме ништо од македонскиот народ, сето тоа што стоиме дале
До сега во 2 добротворни акции го вративме назад на македонскиот народ на една црковна организација во Велес. Сите идни донации ќе го направиме истото, транспарентно, со видео, ќе ви покажеме што сте пратили на овие блокчейн адреси и на апликацијата Купи ми кафе, и истите повторно ќе бидат доставени до оние македонци на кои што им се најпотребни. Така да немаме потреба ниту од еден денар од македонците, го правиме ова за вас. Се што сакаме е вие да бидете во профит. Значи тоа е главната цел на каналот. И за крај, знам дека е малку, но едноставно некогаш еден обичен лайк или коментар, макар и да е негативен, само нека биде конструктивен, значи шер помага многу оваа материја да дојде до што повеќе македонци, така да помогнете ни, за да можеме да помогнеме на што повеќе македонци. Очекувате во текот од утрешниот ден апдейт на портфолио трет дел и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.